Пред месец ден од прилика, како семејство бевме на посета кај ни пријатели во Германија и целта на таа посета беше од една страна да ги видиме нашите пријатели, бидејќи долго време се договаравме со нив да се видиме, да им одиме на гости. И другата цел беше организиравме богослужба за македонците во областа на Франкфурт. И тоа помина добро, фала на Господ, мислам двете цели се исполнети. Се беше во ред од таа гледна точка и се вративме од Германија со доста убави сеќавања, ама и се вративме и со вирус. Јаков си закачи вирус неколку дена пред да се вратиме назад, така што патувањето за назад ни беше доста интересно, ама се на се беше така, убаво искуство. И знаете, кога сте на гости некаде, од вас, вие сте на некој начин неофицијален представник на својата држава. Ние си имаме официјални представници кои што се службеници, кои ќе ги пратиме некаде во друга држава, треба таму да одат по состаноци, да не представуваат, да ги застапуваат нашите интереси и така натаму. Тие се официјални представници, ама секој пат кога отидете во некоја друга држава на гости, вие ја представувате својата, ја представувате Македонија таму каде што ќе одите. Можеби никој не ви рекол иди сега да представуваш Македонија, ама сепак тоа што го носи со себе, твоите манири, твојот начин на однесување покажува нешто за тоа од каде доаѓаш. И тоа наше однесување, тоа наше поведение може да служи за другите да речат: еј, види колку фин човек, или види колку фина личност, или колку фино семејство, или пак може, ако ќе се однесуваш на одреден начин, да другите се прашуваат од која планета си паднал овдека баш кај нив. И пред некое време, пред околу 2 месеци, го читав посланието на Петар и најдов на овие стихови кои што денеска ќе ги читаме, кои што всушност се на некој начин едно подсетување за тоа дека ние на овој свет, како верници, како христијани, сме гости и сме придојдени. И верувам дека има зошто Петар го пишува тоа на христијаните во првиот век, конкретно на тие луѓе кои што го примаат писмото, ама верувам дека ние денес ќе имаме полза од тоа да седнеме да размислиме за христијанскиот живот како живот кој што е тука привремено, нели сите сме тука привремено, тоа го знаеме, ама како гости кои што имаат одредена цел. Ние отидовме да ги посетиме пријателите, имавме неколку цели кои што испаднаа како што испаднаа, фала на Господ, беше се во ред, ама гостин кога оди некаде најчесто има цел. Никој не се појавува на гости да рече зошто дојде, па ете така, ми текна. Не, одиш да се види со некого, одиш да разговараш, одиш да имаш заедништво со некого, да посетиш и така натаму. И апостолот Петар во неговото прво послание, глава 2, стихови 11 и 12 ги подсетува христијаните дека се гости на овој свет, ама не им вика само вие сте гости и пазите како живеете, туку им дава, прво им го кажува нивниот идентитет, потоа им кажува кој е нивниот повик и на крај им дава цел за нивните животи. И ќе го прочитаме, иако контекстот во кој што живееле христијаните во првиот век, со нашиот контекст денеска, околностите се сосема различни. Ама идентитетот на христијаните и во првиот, и во 21. век е истиот. Луѓе кои што поверувале во Господ Исус Христос, луѓе кои што го следат и луѓе кои што Петар барем во овој дел од посланието вика, знаете што? Да ве потсетам, вие сте тука привремено, ама тоа не значи, знаете како што вели светот, една се живее, па живее како што сакаш. Туку вие сте тука привремено и обидете се во се што правите да им дадете на луѓето околу вас повод да поверуваат во Христос. Прво Петрово глава 2 стихови 11 и 12. Таму се вели вака. Вика: возлюбени, ве молам како придојдени и гости, да се пазите од телесните похоти што војуваат против душата. Однесувајте се достојно меѓу незнабожците, па тие кога ве напаѓаат како злотворци, штом ќе ги видат вашите добри дела, да го прослават Бога во денот на посетата. Повикот е јасен. Да се пазите од телесните похоти што војуваат против душата, и втори дел од повикот е: однесувајте се достојно помеѓу незнабожците. Ова е тоа што Петар го бара од неговите
читатели, од оние кои што го примаат ова послание, што го примиле пред речиси 2000 години. Ова е тоа кој што верувам дека денеска и Бог го бара од нас. Нели, велиме дека Светото писмо прво е за некои луѓе тогаш и таму, и се обидуваме прво да го сватиме значењето за тогаш и таму, ама исто така и за денес и тука. Што ова би можело да значи за нас. И им кажува, пазите се од телесните похоти што војуваат против душата, однесувајте се достојно, ама пред да ги повика на овие действија, он всушност поставува основа за нивниот идентитет. Ги нарекува возлюбени, ги нарекува придојдени и ги нарекува гости. И тоа во Светото писмо, особено во посланијата, кога ќе видите во новозаветните посланија, ќе видите дека многу често авторите така ги пишуваат. Прво поставувате на основа за идентитетот на оние што го примаат посланието. Дека се возлюбени, дека се спасени, дека се на Божја страна, дека се на победничката страна и така натаму, и врз основа на тој идентитет кој што го градат, они се повикани да прават нешто. Прво Петар вика, еве кои сте вие. Вие сте возлюбени, придојдени и гости, а во претходниот дел од посланието им кажува и други. Им вика, вие сте царско свештенство, свет род, возлюбени чеда и така натаму. И вика, ама врз основа на тоа што сега ви кажувам, вие што сте, треба да произлезе некакво дејство. И тоа е секогаш така. Нашите дела, нашите зборови, нашите мисли секој пат произлегуваат од тоа што ние реално гледаме, од начинот на кој што се гледаме себе си и начинот на кој што го гледаме Бога. Ако себе си се гледам како нешто што е вон сликата која што Бог ми ја дава во Светото писмо, ќе живеам вон сликата која што Бог ми ја дава во Светото писмо. Ако Бог го гледам како некој тиранин, а не го гледам како татко, тоа во голема мера ќе влие на моето однесување. И за да не имаат, што се вели денеска, иако во погрешен контекст се користи тоа, да немаат криза во идентитетот, христијаните во првиот век што го примаат тоа послание, Петар им ги поставува на цврста основа. Вие сте возлюбени, вие сте придојдени, вие сте гости, вие сте царско свештенство, вие сте свет род, вие сте Божи деца и така натаму. И првиот збор кој што тука го користи во овие стихови е возлюбени. И ако погледнете оригиналниот текст, ќе видите дека зборот за возлюбени не е возлюбени дека он вика вие сте возлюбени во моите очи. Бидејќи старогрчкиот збор е агапетој. Знаете дека агапе е старогрчкиот збор кој што се користи за Божјата љубов. Уште на самиот почеток барем од овој дел од текстот. Вика, знаете што? Сакам да ве потсетам. Вие сте возлюбени од Бога. Се разбира дека и Петар ги сакал христијаните, ама знаете што, човечката љубов е добра и некој пат ќе биде столб во нашите животи, ама не носечкиот столб. Знаете, кога се гради зграда, имате столбови, имате носечки столбови. Тие што се обични столбови и да го урнеш, зградата ќе стои. Она што ние некој пат за жал го правиме во нашите животи е дека човечката љубов, било да е сопруг, сопруга, деца, пријател, така натаму, ја ставаме како носечки столб во нашите животи. И моментот кога ќе се урне тој столб поради било кои околности, зградата веќе почнува да шантра лево десно. Носечкиот столб за верникот треба да биде агапетој, треба да биде агапе, Божјата совршена љубов. И тоа е, на некој начин, тоа е основата на христијанскиот идентитет. И јас и ти како верници денеска имаме многу аспекти кои што го сочинуваат нашиот идентитет. Родител си, син си, ќерка си, вработен си, собственик на бизниси, што и да е. Ама носечкиот столб е јас сум возлюбен од Бога. И ако тоа го поставам како носечки столб, како главна основа на мојот живот, сите други аспекти од мојот идентитет ќе процветаат. Човекот, кој што, пример, сопругот, кој што сваќа дека главниот негов идентитет не е во љубовта на сопругата, туку во Божјата љубов првично, па потоа во љубовта на сопругата, има да ја сака својата сопруга многу подобро, отколку ако тој носечки столб е нејзината љубов. Родителот, ако свати дека најважното нешто за него е Божјата љубов кон него, ќе биде многу подобар родител, отколку ако го гледа својот идентитет во детето. Ако го поставиме ова како главна основа во нашите животи, тоа ќе ни помогне да бидеме
подобри во секој друг аспект од нашиот живот. Сватиме дека ние сме возлюбени од Бога. Ама тука има и друг идентитет кој што им го открива Петар на неговите, на оние кои што го читаат, кои што го примаат првично ова послание, а тоа е, вели, ги нарекува придојдени и гости. И знаете, во првиот век кога се пишувале посланијата, уште на самиот почеток се представува авторот и после тоа пишува до кого е пратено тоа послание. И тука во прва глава, први стих вика Петар, апостол на Исус Христос, до повратниците распрснати по Понт, Галатија, Кападокија, Азија и Витанија, избрани од предзнанието на Бог Отецот и осветени од духот за послушност и попрскување со крвта на Исус Христос, да ви се умножат благодата и мирот. Значи, тука очигледно кажа дека станува збор за луѓе кои што се распрснати, се предпоставува дека е заради прогонство, а веќе во 11 стих вика, вие сте придојдени и гости. И овој збор или оваа идеја дека христијаните се гости во ова послание има две значења. Прво е дека поради прогонството одредена група на христијани се населуваат во овие градови кои што ги прочитавме и они не се дома. Они се биле приморани да се го напуштат своето родно место и да отидат во друг град заради прогонството. Тоа е првото значење. Ама второто значење е исто така дека верникот секако е гостин на овој свет. И всушност, некој пат може би ќе се случи да во разговор да ви каже некој, знаете што сите сме тука привремено на оваа земја и сите сме тука гости. И тоа е стварно така. Било да станува збор за верен, било да станува збор за неверен, било да станува збор за некој кој што е спасен, некој кој што не е спасен, сите луѓе, ние тука сме гости на оваа земја. И кога ќе заврши тоа наше време на оваа земја, кога ќе заврши нашата посета на оваа земја, секој од нас ќе се врати во својот вечен дом. Сега, вечен дом на нашево поднебие е 2 метра под земја. Така барем луѓето го сваќаат тоа. Еве, сега го закопавме човекот и сега тоа е неговиот вечен дом. Тоа ни е таа еретичка идеја, ни е наследство од комунизмот, дека тука е крајот. Вечниот дом не е 2 метра под земја. Вечниот дом е или место на благослов, или место на проклетство. Вечниот дом е или местото кое што Бог го ветил за оние кои што веруваат во Христос, дека ќе го наследат, или Бог повторно ветил дека оние што не веруваат во Него, ќе наследат на друго место. Ама додека сме тука на земјата, секој еден од нас ќе се води според вредностите на својот вечен дом. Додека сме тука гости, ние уствари, како што спомнав претходно, ти кодиш од една држава во друга на гости, ти ја представуваш таа твоја држава, ја представуваш Република Македонија, идеш таму каде што си. Не си официјален представник, ама со своите дела покажуваш одредена слика за местото од каде што доаѓаш. Ние со своите зборови дела покажуваме одредена слика за тоа што е или кој е нашиот вечен дом. Или е местото на блаженство, или е местото на проклетство. И тука Петар вели повикот е прво, нели, идентитетот, возлюбени, гости, придојдени, и врз основа на тоа им вели да се пазите од телесните похоти кои што војуваат против душата. И ова се многу важни зборови, бидејќи преку нив Бог ги потсетува христијаните и во првиот век и 20 векови наназад, дека луѓе ние сме во војна. Ние секој ден кога ќе прочитате вести, кога ќе отворите или на интернет да го читате, не знам, сега Израел со Иран, најде почне да се пукаат, кој знае што ќе биде таму. Не знам, на време беше Украина и Русија и се уште е тоа и така натаму, и цело време ќе се отварат некои фронтови. Тоа и самиот Христос го кажал дека ќе има војни, дека ќе има повици за војни. Ама и ти си и ние сме дел од војна. Секој еден од нас е дел од војна. Можеби не се одвива, не можеби, сигурно фала на Господ. Нашиот народ не е дел од војна во смисла на со пушки, тенкови и така натаму. Ама Петар вели, знаете што? Секој дневно има страсти, има и похоти кои што војуваат против вашата душа. Има еден автор од минатиот век, Тозер, можеби некој од вас сте го читале, ама еден наслов на негова книга многу добро го сумаризира оваа идеја, и он вели, самиот наслов вели, светот не е игралиште, туку воена зона.
И тоа е стварно така. И на некој начин верникот е повикан да живее во тој некој парадокс дека ти од една страна животот ти е даден од Бог и е благослов и треба да уживаш и треба да му се радуваш на се што Бог ти дал и така натаму, ама од друга страна сватиш дека ти си во војна. Дека секој ден кога ќе отвориш очи, кога ќе застанеш на нозе, па дури пред да застанеш на нозе, кога ќе лежиш во кревет, веќе почнала таа војна. И некои луѓе за жал го забораваат, а некој пат секој од нас може би во искушение да ја подзаборави оваа реалност дека знаеш што? Јас секој ден сум дел од војна. Војна против, како што вели Петар, против вашите души. Ако му припаѓаш на Христос, ти си дел од сериозна војна. Војна која што има вечни последици. Ти си мета, секојдневна мета на непријателот. И ќе користи какви било средства за што да дојде. Не само да ти наштети на телото, ти наштети на душата. Тука тоа вика, да се пазите од телесните похоти што војуваат против душата, односно против твоето внатрешно битие. Поентата на сатаната е во се што ти се случува во животот, да го исползува, да го искористи. Главната цел му е да го сврти твоето срце против Бог. И секој искушение, и секоја неволја, и секој проблем, и секоја ситуација што ти се јавува, има потенцијал да го направи тоа во твојот живот. И добро е да бидеме свесни. Ако не бидеме свесни, на наша штета не сме свесни. И тука зборува за телесно, за телесните желби. И знаете, кога ќе читаме телесни желби, или кога ќе читаме зборот тело, или телесност, мора да имаме на ум дека во Светото писмо зборот тело некој пат се користи за ова, за крв, за кожа, за месо и така натаму, ама во овој контекст телесноста не е ова. Не е телото. За жал низ историјата на христијанството некои луѓе го толкувале овој стих или ова идеја дека телото само по себе е лошо. Телото само по себе е грешно и што ќе правиш? Ќе земеш камшик и ќе се тепаш. Зошто? Бидејќи тоа е начин да го подчиниш тоа што е лошо. Ти можеш телото колку сакаш да го тепаш и да го подчинуваш, ама ако тука ова не е подчинето, џабе ти е се. Телесноста или телесните похоти, телесните желби, за кои што пишува тука Петар, не е дека ова е сега грешно, па сега ќе го тепаме телото. Телесноста се однесува на внатрешноста. На внатрешните желби и страсти и похоти кои што ни се дел од нашата грешна природа. На некој начин ни се може да кажеме дури наследство од нашиот прататко Адам. Ама од таа гледна точка тука вели Петар вика да се пазите од телесните похоти што војуваат против душата. Човекот кој е свесен дека е во војна, а ќе речеме верникот кој што е свесен дека е во војна, ќе живее на таков начин што ќе се бори за својата душа. Не со своји сили, со Божја помош, се разбира. Ама кога човек не е свесен дека е дел од војна, кога се вика, се што ми се случува, наставно е нешто така, случајно е. Се околу мене, ќе го живее животот на начин кој што ќе се бори против својата душа. И секој еден од нас треба да одлучи дали ќе со Божја помош ќе ја заштита мојата душа, сите мои желби, сите мои страсти или така натаму, мислејќи ги филтрирам преку Светото писмо, да видам дали е за моје добро или не е за моје добро, или пак што ќе ми дојде, како ќе помислам, така ќе правам, така ќе постапувам и на крај ќе речам некој друг ми е крив или на крај ќе речам па судбината ми била таква. Или ќе се бориш за својата душа, или ќе се бориш против својата душа. И со секое дело, со секоја мисла, со секоја постапка, со секоја кавга, со секој конфликт, ти одлучуваш. Ќе направам нешто што е добро за мојата душа, или ќе направам нешто што е лошо за мојата душа. Со секоја животна одлука, ќе направам нешто што е добро, или ќе направам нешто што е лошо. А Христос вели, нели, во Евангелие според Матеј, тој вели, каква ти е ползата, ако ти го придобиеш и целиот свет, ама ако на својата душа и напакостиш. И кога Петар зборува за телесни похоти кои што војуваат против нашите души, тој не зборува само за некој апла очигледни ситуации кај што ти си во искушение да направиш греф, да украдеш, да се скараш, да се степаш или да прелюба човек да направи така натаму. Тие се ситуации кои што штетат на нашите души, тоа е факт. Ама има многу посуптилни ситуации кои што се дури би рекол малце поопасни од овие другиве.
Кога аплати се нуди гревот, ти вика, знаеш што, тука нешто смрди овде, не мириса како што треба. Ама кога ќе се јави завист во твоето срце, кога ќе се јави горделивост во твоето срце, кога ќе се јави отпор према простувањето на тој што ти сгрешил во животот, некако сме склони некој пат тие мисли да се ги закопаме длабоко во себе и да речеме нема врска, тоа е само мисла. Ништо не е само мисла. Се има потенцијал да пушти корен и да даде плод во твојот живот. Овие не се случајни идеи кои што ни или мисли кои што ни доаѓаат во текот на денот. Ова се начини на кои што сатаната се обидува да допре до твојата душа. Сатаната се обидува да ја сврти против Бога. И затоа Петар вели, вика, да се пазите од овие нешта. Буквалното значење е да бегаш од нешто. Како да видиш дека иде према тебе некоја кола и знаеш дека иде право, нема ни лево ни десно, и ти да речеш, па нема врска бе, кола е. Не иде со 100 км на саат према тебе. Тргни се. Не можеш се расправаш ти со некој кој што води 100 км на саат и одлучил да не врти лево или десно. Тргни се бидејќи ќе те собере. Тргни се бидејќи гревот е сериозен. Тргни се бидејќи, знаете, некој пат луѓето се во искушение да мислат на гревот да му пристапуваат или на овие телесни страсти и похоти како да е балон наполнет со вода и ако пукне ќе ми испрска, ќе се сменам јас после. Не е тоа балон, тоа е бомба. Која што ако не си внимателен, нема само ти испрска, ќе те разнесе. И за жал секојдневно гледаме луѓе кои што се разнесувани од гревот. Петар вели, знаете, немојте вие да бидете таа статистика, дел од таа статистика, ако може така да кажеме. Покајте се, свртете се кон Христос, пазете се од гревот за да му годите на Бога. Јас не знам кои се телесните желби и страсти кои што моментално војуваат против твојата душа. Моите се ги знам. Нема да се споведам сега тука пред себе. Моите се ги знам, ја многу добро се ги знам. Ама секој човек треба да биде свесен. Што е тоа во оваа фаза од твојот живот, во овој период од твојот живот? Кои се тие мисли, кои се тие желби, кои се тие страсти кои што војуваат против твојата душа? Што е тоа што се обидува да те одвлече подалеку од Бог? И нема да ми кажеш дека нема такви работи. Може да не си свесен, може да не си свесна за тие работи, ама дека ѓаволот те остил на мира, не познам таков човек јас. И ти гарантирам дека ти не си ни првиот, не си ни првата личност таква. Тој секојдневно ќе се обидува да дојде до тебе, да допре до тебе. Прашањето е свесен си, свесна си или не. А добро е да размислите на овие работи. Не мора сега во моментот, знаеш, ама кога ќе дојдеш дома, одвој малку време да речеш добро. Во оваа фаза од животот кај што сум, со сите благослови, предизвици, како и да е. Како се обидува сатаната? Преку кои мисли? Преку која околност? Преку која личност да дојде до мене? Петар вели, како да вели, бидете свесни за тоа и исто така, тргнете се од тие работи. Побари од Бог да ти даде сила. Побари од Бог да ти даде помош. Да не дозволи Бог и да не дозволи да тоа да те сврти против него, да не дозволи тоа да ти направи штета, која што може би ќе биде со вечни последици. И потоа втори дел од повикот е: однесувајте се достојно меѓу незнабожците. Па тие кога ве напаѓаат како злотворци, штом ќе ги видат вашите добри дела, да го прослават Бога во денот на посетата. Значи, она што го знаеме за примателите на ова послание дека биле раселени, биле во некој друг дел, од таму кај што не биле во својот роден крај, ама исто така живееле помеѓу луѓе кои што Петар ги нарекува незнабожци. Тоа не значи дека они не верувале во ниту еден Бог, туку повеќе дека не го познаваат вистинскиот Бог од Светото писмо, од Библијата. Некои тие си имале своји богови, се поклонувале своји богови. Некои пат се наречени многобожци, некои пат незнабожци, ама таа идејата, не го познаваат живиот Бог. И она што го гледаме од овој стих е дека тие луѓе, нехристијаните, во тоа време ги нарекувале христијаните злотворци. Сега, не велам дека христијаните во првиот век, оние кои што го примаат ова послание, дека биле цвеќиња за мирисање, дека во се биле добри.
Ама факт е дека и тоа историјата ни го кажува, историските и христијанските записи, црковните, дека во првиот век христијаните многу често били нарекувани злотворци и грешни луѓе, затоа што не сакале да се поклонуваат на повеќе божества и затоа што не сакале да му се поклонуваат на императорот. Со други зборови, тие биле гледани како некоја секта која што сака да го поткопа римското царство од неговите основи. Сите го обожаваме императорот, он е божество, и сега вие дојдовте некои христијани, паметни се правите и викате само Христос е Бог. Сите овие други, Бог на водата, Бог на воздухот, Бог на огнот и така натаму, не, Христос владее над се. И во тоа време луѓето викаат, вие сте забегани. Вие сте забегани што мислите дека еден Бог може да владее над се. И може би тоа е една од причините зошто во првиот век луѓето кои што го примаат ова послание се нарекувани злотворци. Ама Петар како да вели, окей, сваќам дека го нарекува злотворци. Некој пат, може би во некои околности било тоа оправдано, ако некој од нив правил грев, ама без разлика дали ве нарекуваат злотворци оправдано или неоправдано. Петар како да вели, оно на кое што јас сакам да ве повикам е да живеете таков живот што ќе го промените мислењето на другите луѓе во однос на вас. И ова е висок стандард. Да живееш таков живот што ако некој има лошо мислење за тебе, па ќе те види следните неколку пати да рече, па не е он баш таква личност. Не е она баш таква личност. Сум имала погрешно мислење за него или за неа. Во денешен контекст е, може би или во контекстот на они што се идентификуваат како евангелско-протестантски верници во Македонија, живеј таков живот што дури да те нарекуваат и секташ и нововерец, кога ќе го видат твојот живот, да речат, Бог действува во неговиот живот. Бог действува во незиниот живот. Јас не знам кај се собираат, што прават и што верот, ама оваа личност покажува некои добри плодови. Оваа личност прави нешто кое што е од полза и за благослов на другите. И ова не е повик да им угодиме на луѓето, да не се разбереме погрешно. Ова не е ти прави се што ќе можеш само да им угодиш и оние да имаат високо мислење за тебе. Не, ова е повик да ги подзамислиш луѓето додека му угодуваш на Бог. А ако треба да одберам помеѓу Бог или човекот, се разбира, на Бог ќе му угодам. Ама факт е од друга страна дека човекот кој што му угодува на Бога ќе ги подзамисли тие околу него. Ќе ги подзамисли, ќе речат, има нешто. Господ Исус во Евангелие според Матеј 5 глава 16 стих кажува нешто слично кога вели нека свети вашата светлина пред другите, за кога ќе ги видат вашите добри дела да го прослават вашиот небесен татко. И ова се однесува на секоја сфера од животот. Нема некоја област или сфера од нашите животи кај што може да речеме да, овој стандард е за сите други работи, ама за ова не е. Овој стандард е за одење во црква, овој стандард е за моето друштво од христијани, овој стандард е за дома како се однесувам, ама не се однесува на работното место. Не, ова го опфаќа целиот твој живот, буквално секој аспект од твојот и од мојот живот. Замислете брачен пар кој што така се го гради животот на словото, на вистината, што другите ќе речат, има нешто во тој брак. Начинот на кој што се сакаат, начинот на кој што се почитуваат, начинот на кој што се простуваат, има нешто во тој брак. Замисли да ги гледаш децата на таков начин, нема да бидеш совршен ни сопруг, ни сопруга, ни родител, ама да ги гледаш децата на таков начин што другите кога ќе погледнат од страна да речат, има нешто таму. Има нешто таму кое што не се сеќам некаде сум го видел на друго место. Да ги замислиш, да ги подзамислиш другите со своето поведение, со своите дела, со комшиите, да речеш, сите комшии се за никаде, лупаат, турлаат и така натаму, сите се гневни намќори, ама овој мод се посмирен. Има нешто кај него. Или на работното место. Дури кога на сите им е тешко, има една личност која што е поинаква од другите. Со твоите дела, со твоите зборови, да ги замислиш другите. И сега ќе спомнам Сандра, не е тука Сандра, да не се возгордее. Да, ќе спомнам Сандра, изминатата недела,
излеговме со Јаков да го шетаме на Млечен, на площадот на Млечен. И случајно, или не случајно, нема врска, се сретнавме таму со Сандра, кој што ги имаше однесено Кики и Мила, да се шета, да се видат со другарките. И ја прашувам Сандра како е Кики, јас мислам на крајниците кои што ја прави операцијата, а Сандра ствари всушност ми кажува, бе Сандра е тука, леле Сандра, извини. Не, пофалба беше. Обично Сандра седи до Славица. Сега си викам што не е до Славица, тоа е тоа, не е така. Прости Сандра, извини. И ја прашувам Сандра како е Кики, мислам на крајниците. Она вика, па добро е така, коленото ќе поминува, чека се викам, какво колено? Меѓу време на Кики чашката од коленото да излегла и да има некоја нова млака, веќе крајниците се стара приказна. И кажува тоа, Сандра му кажува тоа со насмевка на лицето. И незината пријателка, која што седи овдека до неја, вика, добро, како можеш ти да се смееш? Значи, на детето крајници му ваделе, му излегло коленото, па треба да се враќа, уште не е секако што треба и други работи. Како може ти покрај се тоа да се смееш? И тоа е сведоштво. Тоа е сведоштво. И тука вели апостолот Петар, знаете што? Тие незнабожци кои што живеат околу вас, еден ден Бог ќе ги посети. Пишува за денот на посетата. Тоа не е второто Христово враќање. Тоа е моментот кога Бог ќе одлучи да соочи таа личност со Евангелието, за да ја спаси. Оно што логиката на Петар во овие стихови е твоето поведение може да биде причина плюс повод. Едно не само заради тоа, ама твоето поведение може да биде повод некој да подразмисли за Христос. Кога ќе дојде тој ден на посетата, да рече, знаеш што, го имам тој пријател и таа пријателка, и стварно они се верници, и начин на кој што го живеат животот, и сега што го слушам, има смисла. Немам пријатели кои што се нарекуваат христијани, ама ме одбиваат од Христос. Не, туку имам кој што ми даваат причина плюс да подразмислам за него. И јас знам дека овој стандард е висок. И јас знам дека никој од нас тука, да се бидеме реални, во секој дел, во секоја постапка не се однесува вака. Јас во секој го прославам Бога или во се однесувам примерно. Мислам, добро си се знаеме. Дека има моменти кога не се однесувам или не се однесуваш како Божи син или како Божја ќерка. И затоа, кога размислуваме за се това, размислуваме за Божјата сила, која што ни овозможува да живееме на таков начин, ами некој пат кога живееме во своја сила и кога потврдаме, потребна ни е Божјата милост за да ни прости и за да не обнови. Јас многу добро знам дека и како сопруг, и како родител, и како некој кој што е дел од оваа заедница, дека има моменти кога не сум се однесувал како што треба. Зошто? Бидејќи не сум се водел според Божјата сила, според Божјата љубов. И ќе сум мислел дека јас знам подобро, или јас знам како треба и така натаму. И тогаш ми е потребна Божјата милост да ме обнови. Ама кога треба да одлучам што да направам, кога треба да одлучам како да изреагирам добре, да речам, Боже, дај ми да направам нешто преку кое што ќе ги поттикнам другите да размислат за Тебе. Кое што ќе им дам на другите повод и причина плюс да речат, оној кого Никола го исповеда, во него сакам да верувам. Оној во кој што ти или кој да го исповеда, сакам во него да верувам. И сега, дали се тоа значи дека, бидејќи Петар вели, кога ќе живеете така, да го прослават Бога во денот на посетата. Ако површно го погледнеме овој стих, ќе испаѓа дека ти само биди дај добро сведоштво пред другите и другите обавезно ќе се спасат. Камо да беше така? Дури да беше така, пак немаше во секоја ситуација да им даеме повод на другите да поверуваат во Христос, ама не во поентата ти само биди фин, добар, кроток и секој што ќе го сретнеш, секој ќе се спаси, ќе поверува во Христос и така натаму. Не, ова е повеќе поентата на дај им повод плюс, да поверуваат во него, не им дај на другите причини да не го сакаат Христос. Бидејќи го исповедаш и кога веќе го исповедаш, другите те гледаат како живееш. Едно е да речат, тој вели дека е верник или таа вели дека е верник, ама неговите и низините дела, знаеш што, не се баш кој што треба.
Сеќавате на Јаков и на Исав, кога Исав требаше да го добие благословот од татко му, бидејќи беше првороден. Исав отиде да улови некој животно и мајка му на Јаков, мајката вика: "Сине, иди ти ќе го земеш благословот, ќе ти средам јас работа." И вика, му стави кожа од што беше од јаре, бидејќи Исав беше влакнес и пошто татко му веќе беше слеп, да не може да го препознае кој е, го мирисаше на Исав. Кожата му беше како на Исав, али вика гласот е на Јаков. Некој пат, за жал, тоа е сведоштвото на некои што се нарекуваат верници. Гласот е ваков, ама појавата е поинаква малце. И Петар вели, нека не биде тоа вашето сведоштво. Нека гласот и нека појавата се вклопуваат. И тогаш, кога ќе исповедате верата, ќе им даете на луѓето повод, и кога ќе живеете верата, ќе им даете повод да размислат за Христос. И во Новиот Завет ни се вели дека спасението не се добива по дела. Ова мора да го нагласиме. Не се добива, не е ова поентата на оваа проповед, ти само живее добри, Бог ќе те спаси заради твоите добри дела. Тешко од нас ако спасението зависи од нашите добри дела. Во послание до Ефесјаните, глава 2, стих 8 до 10, Павле вели, зашто по благодат сте спасени. Преку вера, не од вашите дела, за некој за да не мисли дека може да се пофали. Значи, небесниот татко не спасува врз основа на нашата вера. Ама тоа не значи дека имаме слобода да правиме што сакаме, да живееме како што сакаме. Петар вели, бидете внимателни, бидејќи исповедта на верата е добра пракса. Ама применувањето на верата е она што ја прави таа исповед целосна и веродостојна. Бидејќи се сеќавате на Јаков, сега ќе го парафразирам, вели, џабе ти исповедаш вера ако не покажеш дела, бидејќи таа вера е мртва. А никој жив нема ќарот мртва вера. И тука Петар вели, знаете што? Вие сте придојдени, вие сте гости, вие сте дел од војна, ама најмногу од се, она што е најважно од се е дека секој еден од вас е возлюбен. Е возлюбен од Бога. И кога зборуваме и размислуваме за сите овие работи, пази се од телесните страсти, однесувај се достојно, така натаму, јас верувам дека ние треба тоа да го размислуваме од перспектива на наш идентитет. А тоа е дека си возлюбен. А тоа е дека си возлюбена. Не да го правам се това за да бидам возлюбен. Уште пред да ги прават овие работи, Петар ни вели, вие веќе сте сакани. Со други зборови, не зависи Божјата љубов кон тебе, врз тебе, не зависи од тоа што ти ќе направиш. Ама како ќе ја доживееш, зависи од тоа што го правиш. Бидејќи човек може со своите дела, со своите постапки до толку многу да отапе во совеста, што веќе нема да има капацитет да ја чувствува Божјата љубов. Петар вели, пазете, внимавајте на овие работи, однесувајте се достојно, ама знаете дека тоа го правите како веќе возлюбени чеда и целта на сето ова, нели имаме идентитет, кој се, после имаме повик, што треба да прават, и целта на сето тоа е да го прослави кога луѓето околу вас ќе бидат посетени од страна на Бога, да го прослават во денот на посетата.